Еве не во најновото издание на мрежа. Сите оние кои следат денешната емисија ќе имаат можност да видат и за лошата страна од производството на компјутерите, како и за алармантната состојба која предизвикуваат старите делови од компјутерите исто, кои треба да завршат во отпад. На интернет мрежата посетивме страница чија главна цел е забавата, ќе позборуваме за видеоиграта која е најново издание од серијалот на Rainbow Six и тоа ќе биде представено од стручно лице. И на крајот ќе представиме кој е најискористениот стандард од страна на корисниците на мобилни телефони широм светот. Со брзиот напредок на технологијата, многу брзо се добива и застарена електронска опрема. Проблемот се јавува кога оваа опрема со нејзините делови завршуваат во отпад, а всушност сето тоа представува токсичен материјал. За овој проблем се бара решение, во некои држави е пронајдено, кој ќе биде во склад со барањата на еколошки чистата средина. Технолошкиот напредок е причина за се побрзо застарување на електронската опрема, а посебно за компјутерите. Само во 1998 година повеќе од 20 милиони компјутери, 16 милиони монитори и 11 милиони печатачи и скенери се прогласени за застарен материјал. Од сето ова, само 14% се рециклирани или повеќекратно искористени, додека поголемиот дел од нив се отфрлени во разни подруми и складишта или едноставно лежат на некоја депонија. Според проценките за 2005 година, во застарена форма ќе бидат 63 милиони компјутери, а до 2007 ќе се соберат дури 500 милиони дотрајани компјутери, кои секако ќе треба некако да се згрижат. Во поразвиените земји, работниот век на еден компјутер е од 2 до 4 години, додека пак на мониторите до 6 години. За жал, производството на информатичката технологија е таква да дотрајаните уреди е подоцна да се отфрлат отколку да се рециклираат, и тука настануваат сите проблеми. Загадувањето на околината започнува со самиот процес на производство, за кој не може да се каже дека е еколошки. Како основни материјали за производството на еден PC се користат елементи како силициум или галиев арсенид. Кристалните структури и атомите допанти се додаваат во гасовите или течна состојба, за да се подобрат електричните својства. Следниот чекор е создавање на силициумски и галиум арсенид кристали, нивно обликување со хлороводородна киселина и нивно режени во тенки, така наречени вафери, од кои понатаму се изработуваат процесорите. Пред да им се нанесе плин, силициумските вафери се чистат со посебни средства за да им се отстрани хемиската маска. Од овие посебни средства, начесто се користат хлорофлороидни карбонати, во чие користење оваа технологија се наоѓа на самиот врв, иако со Монтреалскиот договор е донесено решение за престанок на неговото користење. За овие карбонати се смета дека се еден од главните причинители за исчезнувањето на озонската обвив. Процесот на премачкување резултира со емисии на плинови како хлороводород, фосфин и арсен. А тука се и други материјали како ловото, кој може да се пронајде во катодните цевки и во делови на мониторот, каде што делува како заштита од зрачење на електроните кои катодната цевка ги сврла на стаклото на мониторот. Отровни се и кадмиумот и живата, кои освен во батеријата, се наоѓаат и во слоевите кои генерираат боја на некои екрани. Тука се и слоевите на база на бром, кои имаат задача да го спречат горењето на пластичните материјали, кои се наоѓаат во плочите, кабловите, во кутиштето на мониторите, глувчињата и слично. Сите тие се поврзани со посебно опасна група на токсини, наречена PCB. Поради изложување на овакви слоеви, не е чуден фактот што работниците кои се вработени во електронското производство се во самиот врв на групите луѓе кои се заболени од подмолната болест карцином. Според анализите што се направени во Јапонија и Франција, при производството на само еден компјутер се создаваат повеќе од 63 кг отпад, кој во најголем дел е токсичен. За сето ова, до неодамна немаше некоја законска регулатива, меѓутоа, минатата година Европската унија ја усвои така наречената Take Back стратегија. Закон за отпад од електрична електронска опрема. Таа бара од производителите да превземат целосна одговорност за целиот животен циклус на своите производи, односно трошоци и одговорност за собирање, обработка, рециклирање и одложување на отпадот. Друг закон бара од производителите до месец јули 2006 година да престанат да користат токсични материи како ловото, живата или кадмиумот, како и хемиските споеви како ПБДЕ и ПББ.
Овие закони се однесуваат и на сите оние производители кои сакаат своите производи да ги пласираат во земјите на Европската унија. Засега Јапонија го следи овој тренд и како и обично понапред од другите производители. Имено, некои јапонски фирми веќе го исфрлија оловото до употреба во производниот процес, додека другите тоа ќе го направат до крајот на годинава. Инаку решението на овој глобален проблем лежи во самиот процес на производството, во дизајн кој е прифатлив за околината, конструкција на уреди едноставни за рециклирање и во намерата да се произведува трајна наместо потрошувачка стока, со примена на мала количина на штетни хемиски споеви. Индустријата мора да се усклади со потребата за чисто и еколошки одговорно производство. Нашиот избор за денеска е веб страница која нуди голема забава и релаксација на посетителите на интернет мрежата. Интересните содржини, големиот број на фотографии од светски познати лица, онлайн игри, како и линковите, се доволна причина да биде нашиот предлог за оваа емисија. Самото име на сајтот е вистинско огледало на тоа што тој им нуди на посетителите на неговата веб адреса. Пред се забавна, страницата е она што секој оној кој во потрага по добра релаксација на интернет мрежата треба да ја посети. Како и сите сајтови создадени и креирани од професионалци, и оваа адреса се одликува со уредно направено мени и убав дизајн. На менито кое патем се користи многу едноставно, имате можност да одберете од големата понуда на забава што е поставена на страницата. Можете да го одберете чатот како најпопуларна забава на интернетот воопшто. Можете да слушате музика, која секако во соработка со други познати линкови адреси, доколку го сакате можете да ја снимите во вашиот компјутер во MP3 формат. Како начин на забава ви се нудат и страниците со хумор и вицеви, а поприлично популарни се и слободните и бесплатни SMS услуги. Овде корисниците на мобилни телефони по свој избор може да пронајдат интересна и оригинална музика за своите омилени апарати. За оние пак кои уживаат во обичните видеоигри, посебно така наречените онлайн игри, делот кој е посветен на нив ќе им представува вистинско задоволство. Повеќе видеови на најразлични игри се одлична забава, која е воедно и корисна за, например, подобрување на вашата меморија. Добар дел од страницата завземаат и секогаш атрактивните познати лица од светската естрада. Бритни Спирс, Ана Курникова или Киану Ривз. Сите нивни обожаватели може да уживаат во фотографиите на своите миленици. И секако, оно што е корисно за посетителите на оваа страница се поставените десктоп теми, наменети за wallpaper на вашите монитори. Разни теми, како бавите и екзотични животни, или пак омилената музичка група, може да ви го украсат мониторот на вашето PC. Оние кои пак сакаат да се разликуваат од своите пријатели, кои имаат стандардни имейл адреси, на овој сајт имаат можност да се отворат оригинална адреса, од каде што би се допишувале со останатите корисници на мрежата. Кога ќе мислите дека сето она што ви интересира го видовте на сајтот, тука се линковите кои ве водат до други интересни адреси, каде што може да ја продолжите вашата интернет забава. Името на Том Кленси, на познавачите на видеоигри, доволно говори за квалитетот на играта што денеска ќе ја представиме. Третото продолжение од серијалот Rainbow Six е пример како брзо се стигнува до врвот на најпопуларните видеоигри. Интересно во денешната игра е тоа што играта Raven Shield ќе ви ја представи експерт за видеоигри од играчницата GameZone. Драги гледачи, денеска ќе ви представиме најновата игра од серијалот Rainbow Six на Ubisoft компанијата Raven Shield. Симптоматично за оваа игра бидејќи станува па како да кажам одредена копија во смисла на Counter-Strike, во смисла на начинот на мрежно играње. Значи имате поставување на бомби, демонтирање на бомби, имате што беше во Counter-Strike VIP, овде е Rescue Pilot, потоа има кооперативна опција на играње во елиминирање на терористи, а она што сепак е најатрактивно и до сега најиграно е Deep Survival опцијата, каде што два тима меѓу
посебно се изпредуваат од последен човек. Ова представува одредена мана на играта големиот спалтајн. Тоест, последно време да се појават сите играчи. Графиката на оваа игра е прекрасна, но впрочем тоа е пример за сите игри од серијалот Rainbow Six. Реалноста е на големо ниво. Не се потребни три оквира да биде убиен противникот, него впрочем, како што може да се примете во горниот табел, кај што стои називот, името на играчот и кучето кај што ќе кажеме енергија. 1 до 2 куршума значат одредено време чекање за противникот во излегол на ближен простор. Игривоста на оваа игра е во судбината на поголем број на противници. Како за разлика од некои други игри, каде што идеалната бројка на противници е негде 4 на 4 во тимови, овде суштината на играта најдобро се доволува на 8 во Team Survival опцијата, или 16 луѓе во Deathmatch, free for all. Она што може да представува мана за поголем број на играчи е спороста на играчи. Од друга страна, кога се обрне поголемо внимание, ќе се види како што стои и представува предност на играта. Новитет во оваа игра е големиот број на додатни алатки, ако може да ги наречам, кои тоа на располагање на овие специјалци. Така, например, еден од нив е така наречениот карпи цензор, кој што може да приметите овозможува добра прегледност за пронаоѓање на познатите кампери во игри. Што може да се примети од квалитетот на графиката и мазноста на движењата во оваа игра, за жал морам малце да ги не расположам нашите гледачи поради фактот дека оваа игра, за да може да се игра, потребно е дома да имате малце појака машина. Па отвора малце, значи графичка карта GeForce 4, некоја MX може да пројде со 64 мегабајти на меморија, минимум 256 мегабајти DDR меморија, процесор над 1.4, дали Pentium 4 или AMD, се едно е, тогаш би можел да се долови некои игри. GSM услугата е едно од најпопуларните и најшироко користени стандарди како во светот, така и кај нас. GSM Association е здружение кој брои околу 200 земји членки со отприлика 600 оператори. Според најавите на ова здружение, тие покриваат 72% од вкупното население кој користи мобилни телефони, а само во минатата година имаат 162 милиони нови своји корисници. Здруженијето GSM Association во текот на месец август меѓу своите членови го прими операторот Djibouti Telecom. Со тоа бројката на држави во кои се користи GSM како најраширен светски стандард на мобилната телефонија достигна бројка од 200. Неодамна пред да се вклучи сега веќе јубиларниот Djibouti, во ова здружение пристапија и Кирибати, Комори и Гватемала. Меѓутоа, само еден месец подоцна, GSM стандардот го прифати уште 3 држави, и тоа Источен Тимор, Хондурас и Гвајана. Во тие сега веќе 203 држави, кои покриваат 99,7% од своето светско жителство. Делуваат точно 592 оператори од втората и третата генерација на мобилна телефонија, кои воедно се зачленети во популарното GSM здружение.
Според анализите на ова здружение, услугите на неговите скоро 600 оператори ги користат повеќе од 909 милиони корисници, што е една импозантна бројка. Председателот на здружението Роб Конвеј повторно го опиша GSM како најголема светска комерцијална соработка на сите времиња. Исто како и екосистем на мобилната телефонија, која ги отстранува пазарните ограничувања. Осигурува доволно големи опфатности и количини за економичност при бизнис соработката на производителите на телекомуникацијската опрема и мобилните оператори, како и што им ги нуди многобројните можности за вработување и развој. GSM не е собственост на само една држава или на една компанија, туку тој е отворен стандард кој своите услуги ги нуди на скоро милиарда луѓе ширум светот, додава председателот Конвеј, кој не пропушти да искористи оваа можност да нагласи дека GSM во целина е феномен на кој ниедна технологија во светот не може да биде рамна на него. Бројки кои уверуваат во оваа негова нескромна изјава и тврдење има уште. Например, GSM користат 72% од вкупните корисници на мобилни телефони, а само минатата година во светот, токму овој стандард го одбрало 165 милиони нови корисници во светот. Во здружението GSM Association, покрај големиот број на оператори, членуваат и 133 производители на телекомуникацијска опрема, како и други фирми кои се исто така важен учесник во создавањето на успехот на GSM мобилната телефонија. Водечките луѓе на здружението истакнуваат дека минатогодишниот пораст на GSM корисниците е поголем од севкупниот број на корисници на позастапеност идната конкурентска технологија на мобилна телефонија. Тоа беше се за денеска. Оние кои го пропуштија денешното издание, репризата може да ја гледаат утре претпладне. Нашата имейл адреса е mrežet.kanal5.com.mk. До гледање, останете со програмата на Канал 5.